Добар ден, драги ученици. Еве, денес ќе се запознаеме со една нова наставна содржина, а тоа се ставови и гледишта. Вие знаете дека ние секојдневно се среќаваме со разни наставни појави, со разни личности и за сите заземаме одреден став, односно одредено свое мислење. Бидејќи ова наставна содржина денес што ќе обработуваме, треба да појасниме некои цели кои што треба да ги знаеме. Прво, да кажеме, односно да објаснуваме дека луѓето имаат право на своји ставови, мислења и гледишта. Потоа да кажеме дека имаме различни гледишта за една иста ситуација, во зависност од тоа кој како ја гледа. Потоа да дискутираме за разни примери за толеранција на тие различни гледишта. Треба да формулираме јасен став, за темата, односно која е подкрепена со аргументи, и треба да ги почитуваме и ставовите на другите, а не само своите. Потоа треба да формираме секој од вас собствено мислење за одредена тема и сум уверено да донесуваме своји ставови и гледишта. За таа цел, за овој час ќе ни бидат потребни тетрадка, молив, пенкало, слики и така натаму. Вие знаете дека секојдневно на телевизиите или по дневните печатени медиуми се појавуваат разни реклами, кои што реклами имаат одредено влијание, односно врз нашиот живот. За таа цел се и покажам една слика, таму од пред 70 на години, односно тоа е слика во која што се врши реклама на краватите, меѓутоа вие кога ќе погледнете таа слика, ќе видите, односно ќе донесете разни заклучоци. Еве, погледнете сликата, размислете, потоа да одговориме на следните прашања. Какви чувства предизвикува сликата кај вас? Што мислите, како рекламата била прифатена во тоа време? Какви ставови и гледишта за родовите улоги принесувала? Како би била прифатена доколку се појави сега и зошто? И какви реклами за кравати би биле прифатливи денес? Размислете, односно погледајте сликата, потоа рековме секој нека одговори за истата. Кога станува збор, видете, за фактите, односно за ставовите едноставно кажано се проценка на луѓе, предмети или идеи. Секој од нас врши проценка, така да кажеме, на своето обкружување. Формираме разни мислења за тоа дали нешто нас ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Ретко која личност, односно или ученик, ете да земеме пример, има неутрален став кон некого или кон нешто. Односно некој зема позитивен или некој негативен став. Ставовите се важни затоа што често го одредуваат она што ние го правиме. Потоа голем дел, видите, денес од политичарите имаат влијание врз нас. Сега, дали ние ќе купиме некој производ, односно или ќе гласаме за некој политичар, зависи од тие какви ставови ќе бидат прикажани, односно или на кој начин тие политичари ќе не убедат да гласаме за нив. Ние гледаме разни личности на телевизија, односно кои ни кажуваат, да речеме, што би направиле и така натаму, зошто ние би гласале за нив или зошто тој производ би го купувале и така натаму. Од сите тие причини, е значено ние да формираме наши гледишта, односно наши ставови. За таа цел, кои гледишта или ставови ќе ги заземе некој од вашата група, односно од вие што ќе разгледате, затоа што секоја група од вас ќе добие наслови таму на вести, односно и секој од вас треба да одговори на следните прашања, односно ќе добиете 3 сет наслови и секоја од вашите групи треба да напишите односно да одговорите на тие прашања. Првиот сет наслови
тинејџерките се надвор од контрола. Вториот наслов, девојки, следна генерација на пијаници. И еден вид на истражување да направи вашата група, поголем број на девојки во споредба со момчињата конзумираат алкохол. Во вториот сет на наслови, тоа се еден вид на факти, младите бегаат од земјата. Во последните 10 години миграцијата на младите е зголемена за 20%. И третиот наслов, најдобрите си заминуваат, кој ќе остане. Третиот сет на наслови, еден вид на футуристичко размислување, односно што би се случило во следните години. Во текот на следните 50 години се очекува температурите да се покачат за 3 степени. Во вториот наслов, за 50 години ќе не снема. И третиот наслов би бил глобално затоплување, па што на кого ќе му смета ако во 2070 година немаме зима. Секоја од вашите групи имате време по 5 минути за да одговорите, односно да направите избор и да го кажете вашиот избор пред целото одделение. Значи, по што заклучувате кој на која група на сет мерки му припаѓа. Исто така, во последно време, па и од секогаш, често имало зборувања за одредени лица, односно одредени личности. Дали тоа тие зборувања ќе бидат во позитивна или негативна смисла, односно дали ќе одат од еден правец во друг правец. Често и вие самите, кога разговарате меѓусебно, односно зборувате, давате, така да кажам, одредени правила, односно однесување за одредени лица, односно или личности во одредени ситуации. Колку тоа озборување или од она што го слушате од другите може да влијае врз вашиот став за одредена личност или појавени, колку тоа зборување може да го промени вашиот став, да речеме, за таа личност. Вие можеби за некоја личност имате негативно мислење, меѓутоа кога ќе слушнете одредени зборувања од повеќе лица, тоа мислење ваше може да го пресмените, односно во позитивно. Колку тие зборувања прават преувеличување на одредена вест од страна, да речеме, на медиумите. Вие од разни медиуми ќе слушнете, во зависно дали тие медиуми доаѓаат, да речеме, од власта или од опозиција и така натаму, за одреден настан, за едните кажуваат во многу во позитивна смисла, односно го величат и така натаму, а додека другите тоа го критикуваат, односно одат во негативна смисла. И дали може да разликувате трач од една реална ситуација. На крајот, бидејќи се приближува крајот на часот, што можеме да заклучиме? Можеме да заклучиме дека многу работи можат да влијаат врз нашите ставови и гледишта на добар или на лош начин. Затоа е важно да се дискутира и да ги формираме нашите ставови врз основа на претходно разбирање и прибирање на информации и факти, а не само некој што кажал, односно рекола, ние тоа да го земеме здраво за готово и да го кажуваме како некоја точна информација. Треба да ги почитуваме ставовите и мислењата и на другите, а доколку сакаме пак да го кажеме нашето мислење, тоа треба да го направиме со аргументи и преку презентирање на факти. Бидејќи се ближи кон крајот на часот, за домашна работа да напишите 9 прашања кои што имаат врска со наставната содржина, а при тоа да ги реагирате во форма на дијамант. При што најважните прашања да бидат на врвот на дијамантот, а додека помалку важните да ги ставите на дното, односно на дното на дијамантот. На крајот ви благодарам на внимание.